денешен ден, во 1797 година, французинот Андре Жак Гарнеријан прв го употреби падобранот скокајќи од балон над Париз на висина од 680 метри. На овој датум, во 1811 година, во Рајдинг е роден Франц Лист, унгарски пианист и композитор, музичар со романтичарско определување и предводник на германската школа. Тој беше пианистички виртуоз. На денешен ден, во 1883 година, во Њујорк се изведбата на операта Фауст на Шарл Гуно беше отворено сега веќе легендарното издание Метрополитен опера. На овој датум, во 1887 година, во Бирото за патенти во Њујорк, Никола Тесла ги пријави своите 6 изуми: асинхронен мотор, обратно магнетно поле, повеќе фазна наизменична струја, мотор за повеќе фазна струја, генератор и трансформатор. На овој датум, во 1906 година, почина Пол Сезан, француски сликар. Во почетокот работеше во духот на импресионизмот, а подоцна се откажа од аналитичкиот метод и правеше синтеза заснована врз геометриски форми и контрасти на бои. На овој датум, во 1917 година, во Прилеп е роден Борко Лазевски, македонскиот академски сликар, еден од првите апстрактни автори во Македонија. Автор е на бројни фрески и мозаици во Скопје, Кичево, Велес и Сиудат, Мексико. На денешен ден, во 1927 година, во Белград почина Борисав Бора Станковиќ, српски писател, еден од најзначајните српски прозаисти од почетокот на 20 век. На овој датум, во 1943 година, родена е француската глумица Катрин Дорлек, позната како Катрин Денев. Во 1994 година беше именувана за амбасадор на добрата волја на УНЕСКО. На денешен ден, во 1953 година, благодарение на упорната борба на Патет Лао, Лаос се стекна со независност од Франција. На овој датум, во 1962 година, председателот Џон Кенеди нареди морнарицата и авиацијата на САД да ја блокираат Куба, поради можното распоредување на советски ракети. Сето тоа го доведе светот во нуклеарна криза. На денешен ден, во 1964 година, познатиот писател и мислител Жан Пол Сартар ја одби Нобеловата награда за книжевност. На денешен ден, во 1973 година, во Скопје умре Димитар Николовски Луј, македонски музички педагог и композитор. Роден е во Прилеп на 7 октомври 1913 година. На денешен ден, во 1995 година, во Харлем, Њујорк, топло е поздравен кубанскиот водач Фидел Кастро, кој дојде по повод 50 годишнината на Обединетите нации, а секогаш беше под санкции на САД. На денешен ден, во 1997 година, најстарата македонска православна црква во Австралија, Свети Ѓорги во Фицрој, беше продадена за $810,000 австралиски долари.